Добро вечер, почитувани. Вие сте на црвената линија, нов програмски појас на македонската телевизија, во која го сондираме јавното мислење. Вечер имаме горлива тема во нашиот телевизијски диалог. Темата е педофилија, болест на општеството. Гости на македонската телевизија и мои гости вечерва се доктор Марија Ралева, невропсихијатар. Добро вечер, господја Ралева. Господја Лидјана Јаковчевска, вис советник за малолетничка деликвенција во МВР. Добро вечер и за вас, господјо. Добро вечер. Доктор Михаил Левенски, вам добро познат невропсихијатар. Добро вечер и за вас, докторе. Драги Звињанац, директор на првата детска амбасада Меѓаши. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Веднаш да преидеме на темата, има еден стаписувачки податок, докторе Левенски. Велат дека педофилите се најдобрите пријатели на децата. Како го објаснува тоа? Па сега кога е така изразено, сигурно дека треба да го подразбереме дека не се. Меѓутоа, нивното формално однесување дава за право така да ги толкуваме оние кои немаат апсолутно други познавања. Меѓутоа, ние така не ги толкуваме, затоа што знаеме за сето тоа, каков е тоа параван за да се случи тоа нивната желба да се оствари. А остварувањето на желбата си има методологија, затоа што добро ја проучиле на кој начин децата изразуваат доверба, за да полесно подпаднат под нивното влијание, дали е психичко или физичко. А уште на почетокот би рекол дека во овој случај ние повеќе би требало да го толкуваме психичкиот карактер за таквата појава, отколку самиот сексуален, затоа што он му доаѓа како второстепен. Како што забележа една моја колешка, сите чичковци не се добри чичковци, не? Сите чичковци не се добри чичковци, ни сите пријатели не се добри пријатели, ни сите браќа и татковци не се и добри браќа и добри. Уште на почетокот би рекол, кога разговарав со едно момче, тој ми рече: јас си толку како сум нормален, затоа што, да ми извините, вели, на мајка ми се качували низиниот брат и низиниот татко. А кој го ја видов по прв пат, добра женска. Звијанац, вие се залагате за драстични казни за педофилите. Зошто? Па ние немаме во моментов избор и гаранции и сигурност дека со педофилите се работи на сигурно. Искуството потврдува дека педофилите најчесто го повторуваат делото и дека тие по напуштањето на казната затвор и таа мала казна што ја досудуваат судиите кои немаат храброст според наше мислење да досудат повисоки казни. Со нив не се работи за време на издржување казна затвор, за сигурен третман и по напуштањето на затворот не се под строг надзор ниту пак на органите на прогон, ниту на центрите за социјална работа, едноставно тие се опасност за повторување на делото, како што беше случајот Јове Костадиновски, кој по трет пат го повтори делото. Основниот суд за прв пат во Република Македонија досуди висока казна 15 години, со која ние не бевме задоволни, бевме револтирани и побаравме јавниот обвинител да ја обжали и преиспита оваа одлука, затоа што тој Јове Костадиновски сметаме дека по 15 години повторно може да го повтори делото и додека не се најде решение, казната доживотен затвор ја третираме како превентивна, не само како репресивна мера. Така. Господја Јаковчевска, како МВР дојде до Јове Костадиновски и ве молам накусо одговорете ми на прашањето од каде ова драстичен број на педофилски случаи во Македонија во првиве 9 месеци од годинава? Јас не би сакала да коментирам поединечни случаи во оваа емисија, туку ќе кажам дека последниве 2 години, 2007 и 2008, бројката на откриени, тоест на пријавени откриени случаи на сексуална злоупотреба на деца и малолетници во Република Македонија драстично е зголемена. Значи, свесноста кај граѓаните е пробудена, е на многу повисоко ниво и оштетените или жртвите од сексуална злоупотреба почнуваат да ги пријавуваат ваквиот вид на кривични дела, ваквиот вид на злоупотреби. Бидејќи јавноста беше информирана за ваквите настани, се случи нешто во Македонија што јавноста беше запрепастена од сето тоа што се случува во последниот период. Народот беше исплашен, затоа постојано имаме јавувања во Министерството за внатрешни работи, што е ова што се случува, граѓаните прашуваа, ние сме должни да одговориме на нивните прашања.
Затоа Министерството за внатрешни работи во текот на месец август подготви една информација за сексуалната злоупотреба на деца и педофилијата во Република Македонија и таквата информација ја достави до владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија на 10-та седница, одржана на 26, ако не се лажам, август 2008 година, ја разгледа таквата информација во врска со состојбата на педофилија и сексуална злоупотреба на деца во Република Македонија, ја прифати таквата информација и веднаш на истата седница донесе заклучок. Со тој заклучок, Министерството за правда, како носител на сите идни активности што ќе се презема во врска со оваа појава во Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и Дирекцијата за заштита на личните податоци, со тој заклучок беа обврзани да испитаа позитивни практики од други западноевропски земји, па и пошироко, и да ги донесат тие искуства и позитивни практики во Република Македонија. По-конкретно се работи за формирање на еден вид на регистри на податоци со педофили. Така, ќе дојдеме подоцна до тоа. Доктор Ралева, која е траекторијата на ликот на педофилот? Накусове, молам. Како можеме да го лоцираме? Како можеме да го објасниме педофилот? Која е неговата ментална структура? Педофилијата е пред се нарушување на сексуалниот нагон, спаѓа во групата на парафилии, со тоа што објект на задоволување на сексуално задоволство представуваат децата. Малолетните деца, односно децата во предпубертетска возраст. Практично се работи за едно нарушување кое говори за сексуалната зрелост и сексуалното ниво на самите сторители на делото, кои самите имаат еден вид стагнација во сексуалниот развиток и практично нивната сексуалност соодветствува на возраста на децата која ја одбираат како објекти за своите сексуални желби. Меѓутоа, ова не се третира како болест, бидејќи педофилијата и не е болест, тоа е едно психичко растројство кое останува, ако не е третирано, перманентно во животот да се стационира на тоа ниво. Дали педофилот е препознат и во јавност, меѓу нас? Тешко би можело тоа да се каже, значи не постојат некакви посебни дискриминирачки скрининзи кои би определиле нели дека овој човек би можел да биде, со сигурност може да се посочи дека е педофил или така натаму. Се разбира дека во клиничката практика се по софистицирани методи постојат за откривање на ваквите афилијации, меѓутоа во сферата на другите психолошки функции практично не постојат промени. Так. Освен во сферата на сексуалноста, каде што децата се перцепираат како сексуални објекти. За сега толку? Оттаму, повелете? Сакав да довршам дека оттаму е и многу тешко да се детектира, многу е тешко да се посочи и ваквите луѓе, како што вие нагласивте, нели, се условно пријатели на децата, так. Значи имаат еден така афилирачки однос кон децата, однос на приврзување, на позитивни некакви релации, привлечност, што так. Се гледа во нивниот секојдневен однос. За сега толку, сега ќе замолам режијата да го погледнеме прилогот што го подготвија колегите од информативна програма. Ме молам режија да го видиме прилогот. Нов случај на педофилство во Штип. Вчера вечер 15-годишниот СП во својот дом го повикал 7-годишниот сосед, ветувајќи му дека ќе играат видеоигри на компјутерот. Но наместо тоа пуштил порнофилм, пошто врз детето ги задоволил своите болни страсти. По час и половина од немилиот настан, расплаканото дете за случајот ја информирало својата мајка, пошто била известена и полицијата. За краток период ова е четврти случај на педофилија во Штип.
Во претходните случаи жртви на сексуално малтретирање биле 14-годишно девојче од Мустафино, 2 момчиња од домот без родители во Скопје и 2 девојчиња од Штип. Сторители во сите случаи биле возрастни мажи кои од страна на надлежниот суд во Штип веќе се прогласени за виновни и сега се наоѓаат на издржување на изречените затворски казни. По комплетирањето на последниот случај, СВР Штип до основното јавно обвинителство против 15-годишниот СП ќе поднесе посебен извештај за стореното дело. Што и да преземат државните институции, педофилијата е речиси невозможно да се спречи, а хемиската кастрација е нехуман чин. Единствено што може да се направи е едукацијата. Педофилијата има во сите социјални и старосни структури. Повеќето од педофилите се здрави личности и живеат сосема нормален живот и по ништо не се разликуваат од другите луѓе. Тешко излечива, скоро не излечива, сем кај некои случаи има случаи на лечење и затоа би било идеално да самиот педофил, кој што има такви склонности, си ги знае, он никој не дошол, ретки се да некој дојде да се лечи од хомосексуалност и да се лечи од педофилија, затоа што се смета за здрав. Сепак, доктор Павло вели дека педофилијата не е зголемена, а публицитетот доаѓа од таму што сега е полесно да се откријат, но досега ни една државна институција не излегла со званични податоци. Порано истото се случувало, само тоа било срамота, неедуцирани, не знаеле каде се обратат, останувало во кругот на семејството или во селото, ќе го натепа тој што нешто направил и на тоа се завршавало. Денеска луѓето се поедуцирани, повеќе се грижат за своите деца, на село бе до тие 7 деци, така кој ќе гледа сега таму некој го штипнал и така дале. Него е, како што теоретски има повеќе земјотреси, а нема поголем број земјотреси, а секој трети ден слушаме некој голем земјотрес, така и со ова. Од меѓаши апелираат на поголемо внимание и на поголема блискост кај родителите и старателите. Според Гордана Пирковска-Змијанац, старите методи на заплашување не се баш најефективни. Не е потребно да се заплашуваат децата од педофилите, туку потребно е да им се објасни како може да реагираат во одредени ситуации, како може да кажат не на насилството од страна на непознати лица, но и од страна на лица кои што ги познаваат. Тука е разликата со оние традиционални методи. Борбата за екзистенција и брзиот живот ги оддалечува децата од родителите, но од децата се најголема одговорност што човек може да ја има. Нема пари што може да ја надоместат траумата кај децата. Експертите со апел: разговарајте и бидете што поблиски со децата. Почитувани, вие сте на Црвената линија, панел на македонската телевизија во кој го сондираме јавното мислење, темата педофилија. Професоре, се извинувам, докторе Левенски, се чини годинава лавината започна со откривањето на случајот на австријскиот педофил, кој 24 години перманентно ја силувал со својната ќерка и со кој има 7 деца. Па потоа некако нагло дојде во Македонија случај безмалку секој ден. Како ова можеме да го објасниме? Со што? Па јас некако зависи, некои вистини да се согледаат, не може само од една страна, туку велат за да сме поточни треба најмалку 3 до 5 страни да ги согледаме. Јас верувам дека ние ќе најдеме една заедничка резултанта, меѓутоа би апострофирал она на кое можеме да делуваме, а тоа е дека кризата од поширок карактер во светот сепак се одразува и кај нас со посебности кои си ги поднебјето содржи како такви. Држи место што се рече. Меѓутоа, авторитетот на семејството крајно опаѓа. Семејството ја нема веќе таа заштитна улога, се е потенко, се е поплитко како такво, се поголема е неизвестноста, елементарностите за одгледување, за негување, за заштита како такви. Родителите се враќаат се попразни, немаат време да разговараат. Во таквата немаштија човекот се осамува, а се вели обично дека самиот човек, кога е сам човекот, он е најлошо, во најлошо друштво
за себе. Другото што е битно, вика, ние сме сами веќе во мноштвото осеменици. Комуникацијата и општествената клима, нивото не продира секаде подеднако. Во херметизираните, во отуѓените, во алиенираните семејства доаѓа до осамување и премногу личното, и дури да имало некакво воспитување, паѓа на испит притиснато од сите други нешта кои го тиштат како тако, и се размислувањето паѓа премногу на индивидуалното, а не на колективното. Ослабнувајќи колективното, ние не можеме да допреме до се она што се случува во нашата основа, па се вели дека основата на општеството се повеќе се кине и има силни пропусти, односно сведоци сме на еден карневал на вистини и невистини, не можејќи да одделиме што е реално, што е реално. Го обвинуваме општеството? Молим? Општеството го обвинуваме? Јас во општеството ние не треба здравите да се амнестираме од таа состојба. Ако чувствуваме елементарна вина за несреќата на другите, секој од нас поединечно, тие нешта би биле многу во помал број и помал процент, бидејќи за општествената патологија вината треба ја поднесат само здравите, условно колку се здрави, а не и болните. Ние преска сега, ако се надоврзам на ова што го прашате, има си ентитети и патолошки кои можат да прогнозираат кој од прилика може повеќе тоа да го направи. Дали се тоа зависници, алкохоличари, на кои препреките, односно цензурите на нивните забрани се поминуваат, ослободуваат, па е можно, да речам сега, пак да се послужам со пример, кога дојде на работното место мајка, вели, раката ми ја скрши синот, посегнувајќи по внуката, по неговата ќерка, јас бранејќи од кај да најдам спас. И така натаму, и така натаму, што значи и тие, па и оние со дементно однесување, може да се хигиенизира нивната состојба, дека е можно тие и тие профили да дојде во обзир да го сторат тоа и така натаму. Змејана, што велите на докторот на ова негова изјава? Се тенчита, тенка нитка, родители, деца? Да, секогаш кога реагираме за... Годност на превентивата. Да, за тоа. Секогаш кога реагираме околу високите казни и околу превземање на одговорност и работа сигурна со педофилите, подсетуваме на одговорното родителство, затоа што сметаме дека родителите сепак може да дадат најголем одговор за превенција на деца сексуална злоупотреба, затоа што педофилите може да бидат и дел од потесно семејство, пошироко познати, многу често познати луѓе кои ја стекнале довербата или на родителите или на децата. Тоа се семејни пријатели, познати, познајници. Да, познајници, семејни пријатели, наставници, професори, било, мислам, едноставно, тоа е некој кој ја добил довербата од детето. Сега, одговорното родителство значи превентивно да се охрабри детето, да каже не на својата приватност, дека никој нема право да го чепка, но и доколку биде нападствувано, силувано да знае да даде отпор, а ако веќе е жртва да знае да каже, кому да каже и на време да каже. Многу е битно да се третира со детето во почетокот кога се случило силувањето. Инаку има многу заблуди како изгледа педофилот. Јас лично учествував... Тоа доктор Алева ќе ни каже. Не сакам да ви кажам, ја не сум невропсихијатар, не психијатар, ама учествував и со суди, и со полициски инспектори, каде што Антонио Новотни ни даде пример да видиме како би изгледал ликот на педофил. И веруете се... Молам, само момент. Како изгледа педофилот, господја, за пошироката јавност? Педофилот изгледа многу нормално, знаете. Како можеме да го детектираме? Ништо не се открива и разликува од другите, условно кажано, да речам, здрави луѓе. И воопшто, педофилите се среќаваат најчесто во оние професии кои се блиски до децата. Значи во училиштата, во средините каде што нормално гравитираат и пребиваат децата. Но, веќе повторам, господин Смијанац што кажа во смисла на интрасемејната, значи во рамки на потесното или поширокото семејство, исто така се станува збор за сексуална злоупотреба на деца, кога се работи од
возрастни родители, негуватели кои ја практично ја уживаат довербата на детето и го прават она што е прохибирано, што е забрането. Годинава имате драстичен број пријави со педофилски напади. Во првите 8 месеци од годинава мислам дека се 58 кривични дела пријавени, истите се и расветлени и се процесуирани со кривична пријава до основното јавно обвинителство. Таа бројка мислам дека е приближно изедначена со 2007 година, за цела година зборувам, за сите 12 месеци. Се извинувам. Имам еден податок, само 30% од случаите се пријавуваат во МВР. Да, велиме дека полицијата е сервис на граѓаните. Да, ама полицијата е сервис на граѓаните и е ставена на услуга на граѓаните и не треба... сега не правиме маркетинг на МВР. Не, и не треба соработката да биде еднострана. Ако кривичните дела се пријавуваа во Министерството за внатрешни работи, нормално ќе бидат третирани, ќе бидат превземени оперативни мерки и активности за расчистување на таквото дело. А ако не се пријавени, ние не можеме тука ништо да направиме. Освен ако добиеме сознание за дела кои се гонат по службена должност, тогаш не може никој да не спречи да работиме на расчистување на такво кривично дело. Зголемениот, ако можам да детектирам, зголемениот број пријави го објаснувате со зголемената свеска и граѓаните. Точно, и со пријавување на граѓаните. Не секогаш за ваков вид на кривични дела пријавуваа родителите. Велиме најчесто родителите, сега мајката, поготово мајката, но не значи дека немаме дојави и пријави од соседи, од институции каде што борават, каде што престојуваат децата, например детски градинки, училишта, разни клубови кај што децата посетуваа, разни наставни содржини, центри за странски јазици, изучување и така натака и така натака. Значи пријавувањето не ограничува никого. Секој што има што дошол до такво сознание, што видел нешто или што слушнал, должен е да пријави во Министерството за внатрешни работи, во најблиската полициска станица. Змијане, што вели вашата практика со пријавуваните случаи? Од 17.160 пријавувања на нашиот СОС телефон 0800-1222, ова не е маркетинг, туку едноставно на децата им даваме можност да го користат овој бесплатен фиксен телефон. 9,8 се поврзани со сексуална злоупотреба на деца. Дали деца сами се 1710 случаи. Децата се јавуваат, родителите, најблиските роднини, баби, дедовци. Во последно време забележуваме децата се охрабрени и навистина го пријавуваат насилството, затоа што сметаме дека само на тој начин може и превентивно да се делува на идни случаи, бидејќи кога педофилот ќе знае дека ќе добие висока казна, дека детето нема да молчи, дека ќе биде под постојан надзор или дека полицијата брзо интервенира за вакви случаи. Ја мислам дека независно дали невропсихијатрите кажат болест или не, педофилот едноставно самиот страф дека ќе биде фатен и казнен едноставно делува и превентивно. Ако е болест, зошто не се лекува, туку се санкционира? Па јас неколку пати излеговме во печат. Се додека не ни се даде сигурна гаранција дека педофилот нема да го повтори делото, за нас вистинско решение во моментот е доживотна казна затвор како превентивна мерка. Во Хрватска и во Полска се предлага модел со хемиска кастрација. Во Данска доброволна, во Полска премиерот Туз за малку ќе го изгласа тој закон, каде што опозицијата се спротивстави. Во Хрватска исто има напори. Не знам, Европска унија има иницијатива со чипови вградување на Норвешка, во Канада има затвор болница и така натаму по строг надзор на полиција. Во Норвешка им се вградуваат локатори, микрочипови да бидат под постојана контрола на органите за прогон. Едноставно ние мора да најдеме сигурен начин како да ги заштитиме децата од педофилите кои го повторуваат делото. Значи, како да ги заштитиме, господине Змијанец? Јас барам одговор. Нашиот одговор во моментов е висока казна до животен затвор. Тоа е правната регулатива. Мене ми е жал што министерот Маневски вечерва не е со нас. Е потегнат иницијативата од 20 години до доживотен затвор за педофилите. Од 10 години за одредени случаи до доживотен затвор. Така, до доживотен затвор. Не се случило да некој судија досуди доживотен затвор. Затоа што само во кривичниот закон кажува под кои услови може да се досуди доживотен затвор и затоа што судовите се автономни, независни, едноставно но се подигна прагот.
се подигна и ние мислам дека колективната свест, медиумите, граѓански сектори и државните институции веќе сватија дека со зголемување на минималните казни се дава една превентивна конотација на евентуално санкционирање, превенирање на педофилијата во Македонија. Доктор Елева, ако законската регулатива предвидува вакви драстични казни и се чини со право, ако од друг аспект педофилијата ја третираме како болест, нели, која треба да има соодветен третман, спомена Змијанац, установи и не знам што друго, како вие објаснувате оваа диспропорција меѓу законската регулатива од една страна, до сега беа 3,5 години Змијанац, така беше? Да, минималните казни. Од друга страна, имате драстични случаи на кои навистина јавноста не само кај нас и во светот е згрозена од сево што се случи. Видите вака, сепак јас ви реков, психијатријата не ја третира оваа состојба како болест, туку како едно нарушување кое специфично го засега сексуалниот нагон. Но педофилите имаат можност, нели, когнитивно да го обработат тоа, значи да сватат за што се работи и практично и кога се работи и тераписки и рехабилитацијски на проблемот на педофилијата, всушност се обидуваме, односно таквите пристапи подразбираат менување на односот и сваќањето за насочување на сексуалноста кон децата. Значи, битно е да се во тек на да се изработат програми кои ќе предвидат во тек на издржувањето на законската казна, работа со оваа група сторители во смисла на подобрување, на сваќање на состојбата, на предвремено алармирање кога се под наплив на таквите доживувања, за да можат да се спречат, за да можат да се контролираат во своето однесување. Имате драстичен случај, рековме нема да споменуваме ниту иницијали, ниту имиња, меѓутоа имате семеен пријател, долгогодишен на семејството, имате малолетно дете, детето се жали, кажува тоа што му се случило. Како тоа можеме да го објасниме? Тој е семеен пријател на семејството, најдобриот чичко, со новогодишни подароци, со чоколадца и се случува тоа што се случува. Како тоа можеме да го објасниме? Впрочем, тој и го правиме, еве сега. Таквиот чичко, нели условно кажано, има неговата цел е ја има довербата всушност на детето. Постигнување задоволство, знаете. Не од аспект на не ги согледува можностите и потребите на детето, туку своите лични потреби. И една возрастна индивидуа, значи подразбира се подразбира дека е одговорна за своите дела, за своите дејства и во тек на третманот битно е сторителите на вакви кривични дела да разберат за што станува збор, да предвидат кога се случуваат ваквите пулзи кај нив, за да можат евентуално да ги спречат, да ги контролираат или да бараат натамошна помош, медикаментозна, еве па дури и ваква хемиска кастрација. Има повеќе случаи каде што педофилот ја издржува затворската казна и го повторува делото. Змијанац? Ние цело време збориме за педофилите силувачи, а не говориме какви трауми детето доживува. Така. Ако не го пријави насилството, многу често искуството нашиот СОС телефон говори дека децата и по 5-10 години се охрабрува да го пријават. Колку родителите не посветуваат доволно внимание со детето жртва кој сака да проговори на соодветен начин со реакции, негодување дека било напастувано и случајно открива наставничката, учителката која имала доверба и трпение детето да го каже тоа што му се случило. Исто така сакам да кажам дека е многу битно и да се внимава во однос на давање на изјава на детето жртва, да не се повторува една изјава која ќе се даде во полиција, во Центар за социјални работи, во судот. Нека биде пријава во суд.
нека биде притворен се додека не се докаже виновникот, за да може да не се менува изјавата на детето. Тоа е дополнителна травма за но детето. тоа е дополнителна травма за едно дете. Значи треба да има едни специјални скрин соби во судовите каде што судија, Едуциран судија со посебен сенс за проблематиката на детето, посебно жртва на сексуална злоупотреба и педофилија, со присуство на Центар за социјална работа, одговорно лице, психолог, педагог, таа изјава да биде веродостојна и никако да не дозволи во одбраната силувачот да биде соочен со детето жртва. Значи, дали тоа ќе го прави со видеокамера, дали тоа ќе го документира на било кој начин со кој ќе му послужи во докажување на вината, не сме да дозволи судија со висок интегритет морален детето да биде дополнително виктимизирано во процесот на докажување на вина. Доктор Левенски, може би ова добар момент медицински да објасниме терминот педофилија. Што вели медицината? Па добро, медицината е многу едноставна во реченицата дека е тоа едноставно сексуална аберација ориентирана кон помалата возраст, да го речеме како што велим под 14 години и претежно е од хомосексуален тип, а ја изведуваат во сите возрасти со сите од сите професии и така натаму, меѓутоа она што треба пак да го знаеме во вид на превентивата, има ентитети кои можат да се посочат како можни извршители, меѓутоа кај нив медицински третман и колку пак и притворот, односно осудувањето да трае, не може да ги коригира, а има и случаи кога имаме ревизибилност, враќање во конфузноста што во моментот довела до таквиот чин, се вели тој е свесен и он сака таа магла да ја оттргне од својата свест за утре да не биде и самиот сторител, на нив може да се помогне, а тоа би требало да влијае и во лекувањето и во судовите колкава ќе биде казната, меѓутоа пак треба да се рече зависностите кај што се ставаме ние во улога свесна дека можеме тој чин да го направиме, исто и на нив може да се делува со тоа што, да речеме, ако сме во помала средина, нема ги тие што не знаат, па и обичните луѓе да речат овој е во состојба да го направи тоа, бидејќи пак и структури си има што се вели кој не е очовечен ни капка вода некому да подаде, а веќе знае да лаже, краде, да силува, да прави насилство, па и да убива, така да и тие поедноставно се детектираат. Меѓутоа, не случајно и тука се наведени деструктивните психопати, оние со трауми многу големи од детството и така натаму, така да менталната хигиена и менталното здравје, оние кои ни е задача тоа, би можеле доста поуспешно да работиме од досега што сме учинили. Господине Ковчевска... Пардон, јас ќе се додовознам, преска ме прашате за во Австрија, јас најдов во една литература дека она што се случило таму, па и Чешка ли беше, дека помалку абсурдно звучи, меѓутоа тоа што се случувало е само да се одржи компактноста на семејството, со заплашување дека ние ќе дојде до разделување маж од жена, децата го тоа поднесуваат. Токму тоа сега се враќам на оној постулат што рековте, општеството. Што станува соседите, пријателите? Сваќате? Тие не гледаат, слепи се? Повелете. Тоа е видливо ако сакаме да го видиме. Видливо е? Да. Објаснете ми го, молам. Сите едно... ги затвореме очите, не интересира што се случува надвор од нашиот домашен прак. Сега јас многу, кога сакам да го истолкувам, малку сум, да речам, незгоден. Ние ако имаме миленик во куќата, знаеме и колку пати јадело и колку пати воде пиело. Да, томачето и куќата. И каде, да, и каде и што е. Меѓутоа, ако детето го снема 2-3 часа, нас не е добро, детето го нема, ние сме мирни, гледаме телевизија и така натаму, ни знаеме дали пиело, дали јадело, со кого се дружело, какви биле постапките околу него и така натаму. Што значи, вниманието, емотивната врска да не е далечна со семејството, може да ги насети тие нешта, па дури и склонноста на блиски. Морам да земам збор сега. Така, повелете, ќе почнеме. Ние на цело време апелираме, значи родителите треба да знаат во секој време каде му е детето и со кого. Така. Тоа е едно. Второ, секој одговорно се мисли. Говориме дека многу малку посветуваме внимание на децата. Не случајно веќе 2 години
одиме со едно општо јавно подсетување, нема да го Има еден наречам статистички зборот на податок кој вели дека родителите со децата 2 часа се дневно. Ако идеме 8 часа спиење, градинка, Тоа се училиште, 2 часа физичко присуство. физичко присуство. Зборам за така. квалитетно присуство, може да бидеме ние постојано со децата, има денеска современи можности преку месенџер, преку СМС порака, преку телефон. Значи ние ако сакаме можеме да му посветиме внимание на детето, но тоа зависи од нас колку ќе се фокусираме. А има и деца кои знаат да го фокусираат нашето внимание, иако ние сме се уште кога доаѓаме дома на работа, ама тоа се деца кои имаат такви вештини па го привлекуваат вниманието на децата. Но бидејќи родителите не секогаш се спремни да посветат внимание, ние се обидуваме, еве минатата година отидовме со една кампања, дали денес го гушнавте вашето дете. Оваа година дали денес му кажавте колку го сакате. Тоа е многу едноставно. Тоа ги потсетуваме родителите дека имаат обврска, право да разговараат со детето. По едно гушкање, едно сакање почна комуникација. Без комуникација ние не можеме да дознаеме што му се случило на детето во училиште, како поминал со другарчињата, што му се случува на улица. Значи комуникација, жива комуникација, постојана, и во тој случај можеме и да откриеме што се случува со детето. Во спротивно можеме да бидеме недоволно заинтересирани, да мислиме дека се е во ред со детето, а всушност детето да таи, да молчи нешто што го засега лично, а ние не го забележуваме. Така. Господине Ковчевска, вие добивате соодветна пријава и постапувате онака како што налага законот. Го приведувате педофилот. Тој е така фин, воспитан тиво кој ќе го приведете, дозволете ми да кажам, за разлика од другите криминалци? Па ќе кажам од моје лично искуство, кога сум работела на ваков вид на кривични дела, скоро секогаш они се многу пасивни, многу мирни. Имам еден случај од Струмица, сега ме подсетивте, го работевме 5 години, имаме отворено една обработка. Сите кривични дела се случува во Струмица и во поблиската околина. И најверојатно сторителот едва и чекаше да биде откриен и фатен и да биде разговарано со него. Тој во разговорот кажа едва и чекав да бидам откриен. Проработи неговата совест? Најверојатно и рече, јас имам 2 деца, живеам во пошироко семејство, во семејството и мојот брат со неговата фамилија и тој 2 деца, се плашев да не посегнам по нашите деца. Тој мислам дека доби казна од 15 години и уште е на издржување и се обиде 2 пати да се самоубие во затвор. Сакате да кажеме дека треба да имаме хуман аспект? Не сакам тоа да го кажам. Тоа е единствен случај во мојата долгогодишна пракса. Повеќето се тивки, мирни, на почеток го негираат делото, а после кога ние ќе собереме материјални докази и нема што да прават, ќе згрчат раменици и ќе го признаат. Дозволете ми една лична сугестија, тоа е моје лично мислење. Мислам дека од сите злоставства најтешко злоставство е злоставството против децата. Па јас се согласувам со тоа. Со најголеми травми. Се согласувам со тоа и да се надоврзам на претходните мои соговорници, ако семејството затаи или киксира, тогаш кај се институциите? Младата личност е како едно дрвце. Се раѓа, се развива и е подложно на многу ветрови кои дуваа од сите страни. Ако семејството не може правилно да го насочи, да оди по еден прав пат младата личност, мислам, бидејќи изложено на толку многу надворешни влијанија, тогаш институциите тука треба да помогнат, да го потпрат таа млада фиданка за да правилно се расте и развиве. Тука е Министерството за труд и социјала, Министерството за образование, Министерството за здравство, центрите, Министерството за труд и социјала, тоа е центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда. И Министерството за правда треба да биде носител на сите овие активности сега околу измена и дополнување на законската регулатива. Тоа го прави Министерството за правда. Веќе го прави, бидејќи во месец октомври е изготвен предлог акционен план за превенција и справување со сексуална злоупотреба и педофилија во Република Македонија. Но тој материјал е изготвен од едно тело во Министерството за труд и социјала. Мене ми е жал што нема присутен представник од Министерството за труд и социјала и тоа лично што работела баш на изготвување на овој документ. Јас го понесов бидејќи го добив минатата недела. Кажете ми го во 2 реда вемувам иницијативата. Првата точка од овој документ кажува дека потребни се правни реформи во Република Македонија, баш околу зголемување на казните за овој вид на кривични дела. Дали само казната, ако ја детектираме, е основното средство
за да се намали еве условно бројот на Не, казната е прва и основна. После тоа би требало многу да се работи на превенција од злоупотреба на деца. Од сите видови злоупотреба, не само сексуална злоупотреба и педофилија. И физичка, и психичка, и некогаш семејствата вршат пасивна злоупотреба, со тоа што еве не му придава внимание на детето во семејството. Господјо Ралева, што се случува со детската душа по таа преживеана травма? Тоа дете е осакатено за цел живот? Децата имаат капацитети да ги надминуваат психолошките трауми. Сексуалната злоупотреба е една од мощне трауматските животни настани кои се случуваат во животот на децата и оставаат траги и непосредни, значи во вид на разни посттравматски реакции и нарушувања, а и далекусежни во однос на целокупниот развој. Така што сексуалната злоупотреба е една од најтешките трауматски доживувања. Кога се работи за деца кои се сексуално злоупотребени, тоа значи дека злоупотребени се од возрастни во кои треба да имаат доверба и тие возрастни им го посредуваат понатаму светот воопшто. Знаете, ако од доверливи возрастни доживеете да бидете едно дете да биде злоупотребено, каква перспектива му останува понатаму во животот. Значи, кои се неговите светогледи во смисла на доверба, сигурност, безбедност во едно такво обкружување. Како ќе го доживее тоа дете подоцна во возрастните години своето прво сексуално искуство? Апропо оваа травма што има зад себе. Точно, во натамошниот развој сексуалната злоупотреба остава сериозни последици во смисла било на некакви облици на сексуална инхибиција, било пак во спротивната насока, значи сексуална пренадразливост, промискуитет и така натаму, нели, разни облици на однесување, на сексуално однесување кое резултат на таа рана травма која силно влијае врз натамошниот развиток. Но јас би сакала уште нешто да се зачне прашањето практично како се станува педофил. Токму тоа сега сака да го прашам, меѓутоа ќе го замолам Змејанац. Претпоставам дека имате интервјуа со децата кои биле жртви на педофилите. Што вели детската душа во тие интервју? Нема да кажам детската душа, што вели, само можам да кажам дека има од хаос поголем хаос. А поголемиот хаос е оној кој покрај детето кој е стекнало доверба од најблискиот го силувал, го злоупотребил. Уште поголем хаос е кога станува збор за родоскрнавање или инцест од страна на родител. Тоа е веќе тотален хаос. А исто така, многу малку говориме за подведување на децата за остварување на економска полза од страна на родители, како што беше случајот пролетоска со девојчето кое мајката го подведуваше за да ги задоволи потребите на таксистот и да не прокарваше девојчето, немаше да биде откриен случајот. Јас цело време потенцирам, ако сакате, покрај кривичната одговорност родителите за неодговорно родителство треба да има механизам од земање на родителско право. Тоа што центрите за социјална работа, кои треба да имаат увид во дисфункционални семејства, во семејства во ризик, со економски слаб социјален, би рекол и безбедносен, порозивен момент, тоа е нешто на кое мора да се работи. Овој акционен план кој владата подитно го донесе, мислам дека центрите за социјална работа морат максимално да бидат вклучени во превенирање на ваков тип на злоупотреби на деца, посебно в деца во семејства кои живеат во економски обесправени и несоодветно, би рекол, едуцирани родители кои се спремни да ги подведуваат децата за минимална материјална добит. Повелете, доктор Ралева, надобрзете се. Јас би сакала да го прокоментирам ова на кои се подрачја можеме превентивно да делуваме, нели? Во развојот, во воспитувањето на децата, во смисла на проведување време со нив, но и следење на
и мониторирање некако на нивното слободно време, содржините што ги гледаат, содржините што ги усвојуваат, затоа што денес медиумите се исто така едно поле на можни многу полезни влијанија, меѓутоа од друга страна пак и многу штетни влијанија. Вие знаете на интернет, на телевизија дури што се случува интернет, и какви детската порнографија која детската порнографија е секојдневие. Од друга страна гледање по 4, 5, 6 часа на ден вакви содржини со агресија, секако дека влијаат на детската свест. И лесно она што во фантазија, односно во некаква виртуелна ситуација се гледа, лесно може да се транспонира и во реалноста. Особено се ризични адолесцентите. Адолесцентите кои се, знаете, со многу променливи вредносни системи, со многу амбивалентни ставови кон ова или кон она. Така што деца на таа возраст кои се изложени на сексуални содржини, на порнографија, на содржини кои промовираат педофилско однесување и воопшто злоупотребувачко. Дозволете медиумите имаат телоп на кој кажува старосната граница не е дозволена детето да гледа без старател или родител. Тоа може би на вашата телевизија. На сите, тоа е законско обврскано за телевизија. Знаете, се е достапно. Пиратеријата со филмови, со други содржини е многу се уште достапна. Сакам да кажам дека во фаза на развој на сексуалноста, особено во адолесценцијата, децата се подложни на разни експериментирања, идеи кои што пред се ги добиваат од медиумите, ги добиваат од содржините што ги гледаат. Така што се случува можне често да адолесцентни деца сексуално злоупотребуваат односно деца на под 14, предпубертетски деца. Така што веќе и тоа е еден сериозен проблем кој се јавува и во светот, па и кај нас, и децата стануваат објект на сексуални истражувања и задоволувања на децата на другите деца, значи на адолесцентите кои сексуално созреваат. Така што и тоа се третира како педофилија во некои земји, ако старосната граница разлика е барем 5 години меѓу сторителот и детето. Рековме дека нема да споменуваме примери со имиња, меѓутоа не можам да се воздржам, а да не споменам два примера во светот, некај нас. Доктор Елевенски, ќе го кажеме примерот со американскиот актер Вуди Ален, кој нели има еден куп посвоени деца, па подоцна тоа дете го израснува, станува полнолетно, па ја зема за сопруга. Ќе го кажеме примерот, до душа го ослободи американскиот суд пејачот Мајкл Джексон. Да не зборуваме кај нас имате такви примери, професори ученичка подоцна се зимаат, во брак стапуваат. Таа е малолетна, тој полнолетен. Како ова можеме да го објасниме? Па може би за индивидуалните постапки ние во секој време... И велат во името на љубовта. Во секое време немаме право толкување, велат дека тогаш вистината е во непознатото, а не во познатото. Она за кое сега да се надоврзам на колешката Мери, се вели дека ако општеството не направи увид во клетката на општеството, семејството и неговите членови, да не знае неговите содржини и суштини во животот, неопходно потребни, задоволени и незадоволени, оти општеството се помни само по она што го дава, а не што го зема. Тогаш ние ќе имаме правилен увид каде е можно се да се случат такви... Зборуваме за зрело општество, структурирано по сите тркови. Апсолутно, каде што нема страдање нити политичко, нити економско, нити социјално, нити психолошко. А она што се случува кај оние, што викаат сега да речам, постојат луѓе кои ги надминале своите потреби и надминувајќи ги границите на своите потреби, они запаѓаат пак во едно ментално страдање и го бараат да тоа некако екзибиционистички го едноставно
осмислат да го направат содржина за нивно постоење. Дозволете да ви дадам шлагворд. Австрија е високо развиено општество. Соединетите држави исто така. Па гледате какви примери драстични имаме. Па ете, тоа е индивидуалност и сега меѓу нив секојаш постои електрицитет кој е можно како фитил да запали. Тоа е пак оние семејства кои не ги задоволиле основните потреби. Така да и тие подеднакво страдаат, дури оние, да речеме, во тој врв што ги надминале своите граници. Нивното несогласување доаѓа до едноставно абсурди кои се јавуваат во општеството, меѓутоа не го сочинуваат правилото, а тоа општеството е должно, кога му паѓаат тие морални, тие етички норми, да мора да делува на некој начин. За какви морални норми станува збор? Прашање за вас, доктори, и за вас, Змијанац. Европската унија се залага поместување на сексуалните граници од 16 на 14 години. Би сакал кус коментар од сите вас тројца. И од вас, господи Ковчевска. Повелете кој се, господи Ралев. Тоа значи дека практично одговорноста за стапување во сексуални активности, односно во сексуален живот, ја пренесуваме на децата веќе на 14 годишна возраст. Тоа е сериозна одговорност. Што според мене е можеби еден тренд во светот и тренд кај нас, меѓутоа знаете тоа потегнува и многу други сериозни прашања. Значи, каде е одговорноста за евентуална сексуална злоупотреба? На кого ќе биде одговорноста за последиците од истата, од сексуалната злоупотреба и како може едно дете на 14 годишна возраст да определи со кого, како ќе стапува во вакви интимни релации, затоа што интимноста подразбира и едно друго ниво на зрелост, не само сексуална зрелост. Господи Ковчевска, како мајка и како сопруга? Не го прифаќам и не го одобрувам тоа померување на старосната граница кон пониска возраст, бидејќи тука не само да се надоврзам на Мери Ралева, имам и сексуални заразни болести. И дополнителен проблем. Да, можеби Европската унија оди кон померување на границата, на старосната граница во врска со здравиот начин на сексуално општење, ама ние овдека дебатираме и зборуваме за искривување на едно сексуално општење, за тие злоупотребувачи што не можат да си го сконтролираа нагонот, па ќе посегнат по дете од 12 или 14 годишна возраст и ние сега треба тоа да го прифатиме и да го одобриме. Јас лично не го прифаќам тоа. Према педофилите се немилосрдни и практикуваат повеќе деценijски казни. Значи, секое силување на дете под 14 години, ако возрастната граница на силувачот е барем 5 години повеќе, тоа е педофилија и тука нема дискусија дали треба да имаме милост кон педофилите или не. Секоја злоупотреба сексуална на детето на 14 години веќе станува збор за сексуална злоупотреба и не се подведува под педофилија. Нашата заложба е децата под 14 години педофилите да бидат максимално казнети со доживотен затвор од едноставна причина што немаме уверување дека педофилот нема да го повтори делото и дека се работи со него сигурно и во институција на затвор и по напуштање на институцијата. Еве еден страхотен податок. Педофилите од богатите развиени западни земји одат на годишен одмор, нели, на релаксирање на Тајланд и ги гледате со 10 годишни, 12 годишни момчиња и девојчиња. Исто има еден страхотен податок, мислам дека вие во МВР го имате, дека се прави преселба на западните педофили во овие балкански земји, конкретно во Македонија, Бугарија и Албанија, од проста причина што овде им е многу поевтино и како што велат тие имате условно многу свежо месо. Јас конкретно за Македонија немам сознанија, но еве ќе ви кажам еден пример што е многу свеж од ова лето. Последниот период од месец
септември, последните денови, бев во Бугарија на една конференција за семено насилство и работе во една работна група на СЕПКА за околу законската регулатива во врска со семеното насилство. На паузите користевме да дебатираме и да разговараме со представниците од балканските земји и, например, представникот од Хрватска ни кажа, баш за педофилијата разговараме, пошто и тие го има овој. Државата има механизми како да го регулира ова. Бидејќи ги ратификувала и Конвенција за права на детето, во Уставот му се дава на детето специјална заштита, исто Конвенцијата за спречување на најлоши форми на злоупотреба на детски труд. Значи, детето во Македонија е на високо место во однос на негова... Тоа законски убаво звучи и фино спакувано. Сега, има уште еден закон кој дава можност, а тоа е Законот за малолетничка правда, каде што покрај третманот со педофилот и покрај сигурнината терапија со детето има право да бара право на обештетување. Значи, како може детето правно регулирано да бара Државниот совет мора да му даде обештетување на детето како резултат на општата колективна патологија или негрижа, едноставно да се обештети. Значи, тоа е еден нов механизам кој исто така е за поздрав. И мислам дека заострување на казната затвор на повисоки и обештетување на детето и поголема превентивна на семејството и одговорното родителство и поголема едукација од страна на наставниците во училиштата, посебно на децата да не стапуваат во контакт со непознати лица, да не бидат сами, да не влегуваат во автомобил на непознат, да не одат во непознат правец и така натаму, е доста битно да децата имаат и да кажам некои предпознатливи начини како да може да се заштитат од евентуална злоупотреба. Тоа е, пак велам, добро спакувано на хартија. Меѓутоа имаме радикален пораст на педофилски случаи во Македонија. Не, тие постоеле, само сега имаме радикално пријавување, дојавување на случаи. Во однос на минатата година, господјо, колкав е процентот година зголемен? Па немам информација колку е процентот. Дадовте збор. Еве ја бев на обука со суди и со полициски инспектори. Верувајте, ја бев у таа заблуда дека ќе го препознам ликот на педофилот откако Новотни ни даде слики на потенцијални педофили. Сите се залетевме спрема некои наши убедувања дека тој е тој педофил. Судиите не открија ниту еден по лик, како што бев и ја меѓу нив, а полициските инспектори, што ме изненадија пријатно, од сите присутни 6 мина ги дефинира како би изгледал еден педофил. А рековме, тој е човекот од нашата средина. Тој е човекот од нашата средина. Ама нашите убедувања, стереотипи за како би требало физички да изгледа педофилот, кај мене лично се разруши таа дилема и заблуда дека ја ќе го препознам како изгледа. Веројатно и многу родители исто така и децата не може да го препознаат. Папата, кога стапи на тлото на Америка, се извини за сите педофилски случаи во црквата. Дали е тоа иманентно на црквата поради групацијата на одредена машка популација или? Од мој завршен збор е 98 година, основно училиште Колене Делковски, наставникот по музичко, кој воедно бил и библиотекар, децата ги ставал на скут, ги пипкал, родителите беа згрозени кога го пријавија случајот, а се откри благодарение на наставничката која разговарала со децата претходно на таа тема слична проблематика од еден филм и децата и се довериле. Значи, пак доаѓаме до тоа, ако не можат родителите да најдат време, тука се наставниците како наши условно кажано втори мајки или втори родители, но тоа не значи дека треба да бидеме амнестирани од одговорност и да чекаме дека само школството ќе ни го реши проблемот со превенција и со разговор. Можете да замислите една паралелка од 34 наставникот на кого 7 му посвети внимание и психолог еден без социјален работник во едно училиште. Значи, едноставно, главниот одговор за превенција, одговорно родителство и родителите мораат и да не сакаат да најдат време да разговарат и да им посветат внимание на децата. Доктор Левенски, предпоставувам јакнење на општествената свест. Апсолутно јакнење на општествената свест и чувство, рекоме, за елементарна вина на сите нас за неделата на другите. И ние сме учесници. Само тие ги спроведуваат. Затоа што ние не сме биле доволно со диоптри, не сме биле доволно со насетени со чулност, па сме превидели таа состојба. Меѓутоа, преска употребив еден термин, хигиенизација на состојбите и на сторителот, начинот на однесување, начинот на постапка, начинот на движење, до што се како последица може да дојде. Ако ги пречистиме тие погледи, што во основа се совпаѓаат со сите што го рековме, тогаш тие нешта ќе се намалат, односно будноста
на секој поединец во нашето општество. Тоа е правата свесна стража над социјалните патологии. И отворивме темата, начнавме неколку прашања. За крај, дали остане нешто што не ве прашав, а сакате да ни го кажете? Или доволно беше? Па веројатно има многу работи што не ги начнавме и што меѓутоа мислам дека онаму каде што семејствата не успеваат, значи во вакви општествени околности, кога навистина нивното влијание е ограничено, институциите мораат да помогнат. Значи институциите се исто така многу важни алки во синџирот и на превенција, и на рана интервенција, и на работа со сторителите, и ние допрва треба да го изодиме тој пат на институционално дефинирање, формирање на сите нужни степени на помагање во ваквите ситуации, нели? Покрај превенцијата која е значајна. Ви благодарам што бевте гости на Македонската телевизија. Почитувани, тоа беше на црвената линија, панел дискусија на Македонска телевизија. Останете со нашата програма.